Обвинителите наводно не докажале дека обвинетиот убиец на малата Вања бил во автомобилот Рено Кангу, возилото во кое според истрагата седел прво обвинетиот за двојното убиство, Лупчо Палевски Палчо. Ова го тврди тој самиот во писмо чутка, кое се споделува по социјалните мрежи, а го пренесува и партијата Десна на својата Facebook страница. Обвинетиот за двојното убиство се правда и тврди дека речиси 1 година траела, како што пишува, големата лага за еден голем злостор. Палевски го вперува прстот во екс-министерот Оливер Спасовски и обвинителот Гаврил Бубевски, за кој тврди дека кажувале лаги, а медиумите ги пренесувале. Послушниците на Гаврил Бубевски не го докажале присуството на осомниченото возило на местото на настанот. Не докажале мое присуство на местото на настан. Не докажале присуство на Палчо во Рено Кангу, кој е осомничено возило и многу интересни докази, но и искази во ОЈО. Како осомничено лице 24 часа е тепано со експлицитна наредба да каже дека Палчо ја убил Вања. Да, искази во ОЈО запишани со прецизен опис на ќотекот. Во име на злостор секој ден правите уште поголемо злосторство, затоа што ја убивате правдата, вистината. Снимени се инспекторите како со главата на обвинет направиле дупка во зидот на полициската станица. Палевски пред судот тврдеше дека е невин, а тоа и ќе го докажува во судската постапка која треба да почне во петок. Со кои докази ќе го стори тоа не кажува. Не кажа никога, го прашаа новинарите пред Скопскиот кривичен суд. До тогаш ќе објавува писма, 4 продолженија преку порталот Буре весник, а ќе ги пренесува и неговата партија Десна. Тој ќе седне на обвинителна клупа како главен креатор и реализатор на двојното убиство на малолетната Вања Ѓорчевска од Скопје и пензионерот Панче Жежовски од Велес. Заедно со него обвинети се и тројца негови соизвршители во убиствата: Велибор Манев, Владко Кешишев и Боре Видевски, како и таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој е обвинет дека давал информации за траекторијата на движење на неговата ќерка. Телата на Вања и Панче беа пронајдени на почетокот на декември минатата година, а неколку дена подоцна, како прво осомничен, Палевски беше уапсен во турскиот град Беликесир. Во мај годинава заврши во Шутка, откако Турција го испорача до македонските органи.